СДСМ останува на ставот дека техничката влада е неопходна како последна институционална брана за демократски избори и заштита од злоупотреба на државните институции, затоа што, како што порача Филипче, таа не е само техничко тело, туку институционално вето против воспоставување на авторитарен режим. Според Филипче, техничка влада може да се укине само тогаш кога ние би биле зрело општество, а како што вели, ние тоа во овој момент не сме. Нема средба за техничката влада и таа мора да остане. Затоа што таа е последната линија на одбрана од целосно зарабување и злоупотреба на најважното, а тоа е слободната волја на граѓаните за време на изборниот процес. Јасно е дека Мицковски е во тесно, му се брза, се бара алиби за распишување избори, не му треба диалог, туку покритие. Од владеачката ВМРО од ДПМН се огласија со писмена реакција во која вела дека Венко Филипче не одбива само лидерска средба, туку одбива и диалог и подадена рака за градење политички консензус за државните интереси. Иако СДС и Филипче одуста неа вадат европската интеграција на Македонија, денес уште еднаш покажаа дека нив тоа не ги интересира, дека тоа им е пропаганда за гола политика, затоа што тема на лидерската средба на која Филипче одбива да биде дел, ќе се разговара за реформските закони кои се дел од реформската агенда за Европската Унија, која има за цел унапредување на економскиот раст и стабилноста на државата. Премиерот Христијан Мицковски вчера изјави дека тие можат сами во собранието да изгласаат укинување на техничка влада, но сепак сакаат процесот да биде сеопфатен, односно да има диалог со сите парламентарни партии. Позицијата тогаш нас и не ни е потребна лидерска средба. Ние со 61 глас во парламентот можеме да го смениме на законот за влада и да избришеме техничката влада. Не ни е потребно мислењето на опозицијата, но ние сакаме да процесот биде инклузивен и покрај тоа што имаме огромно мнозинство на градоначалници, повеќе од 90% од градоначалниците се градоначалници кои што доаѓаат од владината коалиција, речиси двотретинско мнозинство во парламентот, така што ако сакавме да се однесуваме незрело како што тие се однесуваат и неодговорно, тогаш можевме тоа да го направиме и без таа лидерска средба. Откако премиерот Мицковски најави дека ќе испрати покани за лидерска средба, се огласија од коалицијата Влен, откаде потенцираа дека ја поддржуваат идејата. Од ДУИ за ТВ21 Кусу изјавија дека уште не добиле покана, туку само слушнале од медиумите за таква иницијатива, додавајќи дека кога ќе ја добијат поканата, ќе го кажат својот став. Инаку планот на Мицковски е евентуална лидерска средба да се одржи следната недела пред неговото патување на Светскиот економски форум во Давос.